Значи го во јуни напорите да добиеме датум за преговори. Значи во тој момент, кога ќе влезам во кабинетот, сакам веќе да ги имам луѓето кои ќе бидат околу мене и во истиот момент да се приклучам во нашите напори за приклучување кон ЕУ и кон НАТО. НАТО е работела заодена доста и тоа во однос на Европската унија, мислам дека треба уште малку дополнително дипломатско лобирање. На дипломатијата и фалат многу амбасадори во дипломатските мрежи. Ќе успеете ли во кратко време пред самитот во јуни со министерот и со премиерот да Најверојатно не, затоа што таму состојбата е срамна. 22 амбасади немаат амбасадор. Немаме амбасадор кај стратешкиот партнер Вашингтон. Немаме амбасадор во НАТО. Да не кажам кај све немаме. 22 ќе направам се, бидејќи сега нема да има потреба да се расправаме како со Иванов до сега, тоа што побрзо да се затвори, ама за јуни не мислам дека ќе можеме да успееме поголем дел од тоа да го затвориме, но ќе работиме и преку лето, не е проблем. Како ново председател, дали кој е според вас императивот на внатрешен план во процесот на реформите, што итно оваа влада треба да направи за да успее да го добие посакуваниот старт за преговори за членство со Европската унија? Да го донесе за стартот за јуни, ако збориме значи на краток рок, мора да го донесе законот за СЈО и да го стави во редовниот обвинителски систем. Без тоа немаме шанси да разговараме за датум за преговори. Двотретинскиот законот, верувам во ова што го слушам, дека се прават максимални напори да се обезбедат 2/3, бидејќи тоа е од интерес за сите. Не само да гони што било порано криминал, него да ги гони и сегашните и идните криминалци. Немате честитки од ВМРО ДПМН, ќе имате ли иницијатива за воспоставување диалог како за СЈО, така и за многу други работи за кои потребен диалог? Јас ќе не мора да честитаат ако не сметаат, меѓутоа моја обврска е како председател на сите. Не мислам дека е тоа блеф или треба да се лажеме околу тоа. Ја ќе им пристапам на нив како на политички субјект за сите битни законски проекти од кои зависи иднината на оваа земја. Ви благодарам за разговорот.